Јас сум денеска во Копче, една супер иницијатива која што веќе трае година дена. Марина денеска многу фина и малце ќе ни објасни за Копче и за целиот тој концепт на мисијата која што Црвениот крст заедно со нив ја спроведува и како они дошле до идеја сето ова да го реализираат. Копче е всушност социјално предпријатие или работилница за работно интегрирање на ранливи групи кој што го отворивме во мај, 16 мај. До сега навистина значи имаме одлични резултати од работењето. Инаку целта на Копче е да покрај тоа што нели значи ќе продаваме облека за навистина символични цени да може секој да си дозволи да ги купи. Од друга страна да можеме овој непроценлив ресурс значи да не се фрли туку да биде искористен повторно. Нашата цел е да ги работно ангажираме ранливите групи, да им помогнеме во процесот на работна интеграција и потоа да тие се чувствуваат спремни да бидат нели на пазарот на труд, да најдат работа и да бидат да си го задржат работното место. Особено значи работиме со најранливите групи кога станува збор значи за бездомниците, за лицата кои што се да речеме не знам самохрани родители, жртви на насилство и најразлични други категории. Црвениот крст генерално значи работи со оваа целна група, меѓутоа увидовме дека потребно е сериозно да се пристапи кај работоспособните луѓе на процесот на работна интеграција и затоа значи преку менторски програми, преку програми значи за успособување за меки вештини го правиме тоа и во Копче. Супер. Да, Копче е место каде што можат и волонтери да учествуваат, може секој да даде придонес. Покрај тоа што имаме многу донатори, имаме и луѓе кои што доаѓаат да волонтираат и од задоволство да го своето слободно време потрошат на овој начин. Имаме и средношколци, и студенти и пензионери. Следниот месец планираме креативни работилници за создавање на нови парчиња на производи. Кој што се за вистина значи можност на и модните креатори, дизајнери да дојдат и да дадат поддршка, бидејќи значи обезбедивме и средства за да купиме машини за шиење, имаме посебен простор кој што е опремен. Нашите работени и ангажирани лица одвај чекаат да почнеме со таков креативен процес кој што мислам дека ќе даде и уште посебно задоволство и ќе придонесе за создавање на убава атмосфера и вреднување на она што го прави. Да, мене тем ми се допаѓа. Како започна приказнава? Црвениот крст најде интерес и вие аплициравте? Црвен крст значи долги години работи со донирањето на облека. Облека имавме навистина во изобилство, ја донираат граѓаните, меѓутоа потребно беше да идеме еден чекор понапред и по примерот на нашите на Црвениот крст на пример на Германија, на Норвешка, каде што имаме веќе значи добри примери на социјални претпријатија каде што се продава облека. Минатата година имав можност да поминеме значи обуки за социјално претприемништво, да создадеме бизнис план кој што всушност ги постави темелите за тоа како ќе функционира Копче и врз основа на тој бизнис план потоа можевме да аплицираме во Агенцијата за вработување и да го добиеме грантот кој што го доделуваат нели Министерството за труд и UNDP и со кој што всушност ни отпечна целиот процес на работа во Копче. Да, супер мисија, морам да повторам повторно. Вие ако сакате да донирате облека, се разбира прво исперена, они се наоѓаат кај Црвениот крст на Република Македонија. Продавницата е многу убава, многу се они услужливи и фини, така да можете да ги посетите и секако да допринесете за нашето општество. Фала ви многу, девојки. Убав ден. Па се гледаме повторно.